Костадин Ацевски поднесе неотповиклива оставка од функцијата председател на општинската организација на СДС во Ѓорче Петров по лошиот изборен резултат. Во видео порака рече дека и лидерот Венко Филипче и целото раководство треба да се повлечат поради слабите резултати и начинот на работа на партијата. Антикорупцијската комисија соопшти дека постапувала по повеќе пријави поврзани со изборниот процес. Дел биле затворени поради непостоење прекршувања, а една, за директорка што споделила партиска содржина, е проследена до јавното обвинителство. Другите случаи, меѓу кои избор на проректор и вработување во училиште, биле во согласност со законот. Државната комисија за спречување на корупција ја усвои и проценката на ризици од корупција за новата национална стратегија 2026-2030. Подпредседателот на владеачката партија, Владо Мисајловски, изрази задоволство од изборните резултати, истакнувајќи дека партијата освоила 55 градоначалници и ја добила довербата во Скопје. Тој ја нарече победата историска и обврска за многу работа. Мисајловски порача дека СДС и ДУИ се поразени и дека мора да се реформираат, додека владеачката партија ќе работи на исполнување на ветувањата и европската интеграција на земјата. Гувернерот Трајко Славески соопшти дека депозитите на домакинствата во септември достигнале 427 милиарди денари, што е зголемување од над 50% од почетокот на пандемијата. Тој истакна дека растот на денарските и долгорочните депозити ја зајакнува економската стабилност и отпорноста на земјата. Славески порача дека штедењето е системска неопходност и темел на долгорочен економски раст и финансиска стабилност. Според податоците на Global Petrol Price од 20 октомври 2025 година, цените на бензинот во Европа значително се разликуваат. Најскап е во Холандија со 1,94 евра за литар, а најефтин во Белорусија со само 0,66 евра. Во регионот, Македонија и Босна и Херцеговина имаат цена од 1,19 евра, Црна Гора 1,39, а Србија 1,50 евра за литар. Разликите произлегуваат од даноци и економски фактори по земји. Полицијата во Белград го уапси Владимир Штимац под сомнение дека на плоштадот Никола Пашик повикал на насилна промена на уставниот поредок и поттикнал судир меѓу две групи демонстранти. Според обвинителството, неговите јавни повици предизвикале напад врз полицијата и пожар во шатор на митингот. Штимац е во притвор 48 часа и е осомничен за повикување на насилство и нарушување на јавниот ред. Институтот за економија и мир го објави годишниот глобален индекс на мирот за 2025 година, кој ги рангира 163 земји според нивото на безбедност. Македонија е на 51-то место. Според извештајот, Русија е најнебезбедна земја, зад неа се Украина и Судан, додека Исланд повторно е најмирен, пред Ирска и Австрија. Глобалниот мир опаднал за 0,36%, што е 13-то влошување во последните 17 години. Западна и Централна Европа остануваат најмирен регион, но со благ пат поради зголемена милитаризација и политичка нестабилност. Израел ги потврди идентитетите на тројца починати заложници чии тела Хамас ги предаде преку Црвениот крст. Станува збор за израелските војници Асаф Хамами, Омер Неутра и Озданиел. Според властите, во Газа се уште има тела на 8 заложници. Првата фаза од договорот за прекин на огнот предвидува враќање на сите живи и мртви заложници, но процесот се одвива бавно, а двете страни се обвинуваат за застој во спроведувањето на договорот. Осигурителниот пазар во Македонија продолжува со стабилен раст и позитивен тренд, покажуваат најновите податоци од Агенцијата за супервизија на осигурување. Заклучно со септември, купната наплатена премија изнесува околу 1,08 милиарди денари, од кои 75,2 милиони денари се од нови полиси за осигурување на живот. Во споредба со 2023 година, пазарот бележи пораст од 11,32%, што укажува на зголемена свесност кај граѓаните за важноста на осигурувањето. Осигурителните компании истакнуваат дека најголем интерес има за дополнително приватно здравствено осигурување, кое станува се попопуларно меѓу граѓаните. Зголемена е и побарувачката за каско осигурување и осигурување на имот, што укажува на поголема грижа на населението за личната и семејната финансиска сигурност. Анкетите спроведени меѓу граѓаните покажуваат дека најголем дел од нив имале некаков вид на осигурување во текот на животот, но дел признаваат дека иако го сметаат за корисно, се уште немаат активна полиса. Од осигурителните друштва апелираат граѓаните темелно да се информираат пред склучување на осигурителни договори, за да избегнат недоразбирања и проблеми при користење на услугите.